Камерите на Safe City регистрирале 110.000 прекршоци во првите 24 часа само во Скопје, или поинако кажано, 77 прекршоци во минута, и тоа само во првиот тест ден. Најмногу околу 90% се за прекумерна брзина, а над 5.000 прекршоци се за поминување на црвено светло. Од Министерството за внатрешни работи бела дека системот е во фаза на консолидација и може да стапи во целосна примена од 1 јануари. Министерот Панче Тошковски изјави дека ќе се разгледа можноста толеранцијата на брзината да биде до 10% над ограничувањето, по примерот на некои европски практики. Например, при ограничување од 50 км на час би се толерирало до 55, а казната би следела на 56 км на час. Тој истакна дека нема да има толеранција за ниту едно возило, дури ни за службените возила, освен брза помош, пожарна, полициски акции и специјални придружби. Странските возила при излез од Македонија не можат да бидат спречени да излезат, тоа е согласно закон, и не може да биде поинаку, но ќе бидат информирани дека нема да им биде дозволен влез во Македонија доколку не си ја платат соодветно казната која што ја предизвикале со непочитување на сообраќајни правила. Јас не велам дека Safe City е идеален. Јас не велам дека ова ние кои што сме го понудиле како решение, тоа и сега завршивме работа. Не. Сигурно ќе има одредени елементи кои што ќе мора да ги докоригираме. Овој проект се тестира во Скопје, Куманово и Тетово, како и на коридорот 10 и коридорот 8. На автопатите треба да биде активиран во следните денови. До средината на 2026 година, властите планираат сите градови во државата да бидат опфатени со системот Safe City. Премиерот Мицкоски вели дека ќе ги прифати сите критики, само за системот да постигне ефект во намалувањето на бројот на жртви во сообраќајни несреќи. Видовте во текот на еден ден колку сообраќајни прекршоци се направени, голем дел од тие се затоа што несовесни возачи управуваат патнички возила кои што не се регистрирани. Дел од прекршоците, неколку илјади беа вчера поради тоа што поминале на црвено светло. Еве, само вратете се назад и ќе видите колку луѓе го изгубија својот живот затоа што некој управувал патничко возило, не ја прилагодил својата брзина и поминал на црвено светло. Според официјални податоци, во 2024 година во сообраќајни несреќи загинале 142 граѓани, што е многу висока бројка во споредба со земјите од Европската Унија, каде годишниот просек е 45 жртви на 1 милион жители. Во нашата држава, просекот во последната деценија е 78 жртви на 1 милион жители, додека во скандинавските земји тој број е 20. Властите се стремат до 2050 година овие мерки да го сведат бројот на загинати на 0.